Почитувани, добар ден. Ние започнуваме со говорните содржини во програма Радио што се гледа. Денеска имаме повеќе гости, бидејќи ќе разговараме за интересни содржини кои што се поврзани со уписите во средните училишта. Ќе стане збор за одредени струки, профили или сектори во средното општинско училиште Ѓорче Петров Прилеп, а денеска ќе разговараме за двата сектори или образовни профили, тоа се текстил, кожа и слични производи, како и за лични услуги. Денеска тука со нас првите наши соговорници се Јулијана Поповска, која што е професорка по стручни предмети во текстилната струка, но и Марија Коруновска, која што учи трета година за техничар за изработка на облека. Добар ден ви посакувам. Добар ден, ви благодариме за можноста која што ни ја пружате за да ги промовираме нашите струки од нашите училиште. Јас знам дека оваа струка е многу интересна, заради тоа што особено девојчињата се заинтересирани да станат модни дизајнери, да станат занаетчи за изработка на облека, но денеска сакаме да слушнеме тука заедно со сите оние кои што ја следат програмата Радио што се гледа, што поконкретно како училиште возможувате од страна на теоретската настава, но и практичната настава уште повеќе, за да знаат идните средношколци што ќе значи доколку се запишат точно на оваа струка. Секторот за текстил, кожа и слични производи во средното општинско училиште Ѓорче Петров нуди две квалификации: техничар за изработка на облека и техничар за моделирање на облека. Овие се посебни два профили, меѓутоа сочинуваат една паралелка. Во оваа паралелка можат да се запишат 25 ученици и учениците треба да имаат најмалку 45 бодови. Значајно е да спомнеме дека оваа паралелка е дуална паралелка. Што значи дуална паралелка? Значи дека учениците имаат зголемен број на часови по практична обука. Освен теоретските знаења кои што ги стекнуваат во нашето училиште, практичната обука се реализира во три фази. Практична настава, која што се реализира во нашата училишна работилница, каде што учениците стекнатите теоретски знаења ги практикуваат во училишната работилница. Друг сегмент од практичната обука е учењето преку работа кај работодавач, кој што се реализира во реномирани компании, кои што се во нашиот град: Конфиангел, компанијата, Конфекција Кули, Конфекција Хатра и Конфекција Мартекс. Со нив имаме договор и меморандум подпишан за реализација на дуално образование. Зошто се значајни компаниите и учењето преку работа, како и третиот сегмент од практичната обука, феријалната практика, која што се реализира по завршувањето на учебната година, тоест после 10 јуни. Е многу значаен сегмент, бидејќи учениците теоретските знаења и практичните знаења кои што ги стекнуваат во училишната работилница ги практикуваат и во компаниите, меѓутоа компаниите го следат трендот на технологијата и усовршувањето, како и во сите сегменти на нашето општество, и учениците можат да се запознаат со начинот на изработка на облека преку современи технологии. Тие современи технологии се застапени во контекст на конструирањето и моделирањето на облека, кој што е важен сегмент во изработката на облека. Во однос на теоретските и практичните знаења, учениците ги стекнуваат кај нас со формирање на модни и технички скици, пресметување на мери и земање на мери од човечкото тело кои што се битни за да се конструираат тие кројни делови и да се моделираат согласно моделот кој што сакаме да го изработуваме. Учениците на часовите по вежби по конструкција стекнуваат знаења како да се конструира, како се формира таа конструкцијска мрежа, како се формираат кројните делови, како се моделираат. А во компанија учениците се запознаваат со компјутерско
конструирање и моделирање на кројните делови, кое што е една иднина во однос на секторот на текстил, кожа и слични производи во производството на облека. Тоа значи дека се дигитално учениците можат да дизајнираат облека и да конструираат и моделираат кројни делови. Во другите сегменти, од изработката на облека, учениците практичната настава изведуваат целиот процес, рековме конструкцијската подготовка и оперативна и технолошка во однос на технологијата на кроење, технологијата на шиење и технологијата на доработка и целосна изработка на облеката. Исто така, учениците во компаниите ја согледуваат разликата на рачната работа и автоматизацијата и технологијата која што се користи во компаниите, со примена на различни автомати и агрегати и современи системи на кроење CAD/CAM. Значи, целото производство на облека е поврзано со технологија и самите работници всушност ја раководат таа технологија со припрема или едноставно го позиционираат кројниот дел за да се изработува. Значи ли тоа дека во овие компании каде што одат на практична обука учениците, веќе се работи со овие модерни технологии? Да, се работи со овие модерни технологии и учениците можат да ја согледаат и да научат начинот каков е на изработка на облека, бидејќи е модернизиран. Значи не е како некогаш рачно се изработувало и било макотрпно, сега е сето автоматизирано. Се работи преку современи машини за изработка на облека. Тој е многу битен сегмент да се посочи. За тоа колку е интересно, ќе ја прашаме Марија Коруновска, ученичка во 3-та година. Марија, посетуваш обука, посетуваш практична настава, теоретска настава, веќе 3-та година си дел од завршните одделенија, но јас би те запрашала најпрво што беше пресудно да се запишеш токму за оваа струка? Мене од секогаш ми привлекувала модата. Јас премногу сакам да цртам и да дизајнирам облека. Искрено, непланирано се запишав во оваа струка, бидејќи не знаев дека во нашето училиште има струка што би ми овозможила да го научам целиот процес на изработка на облека и да бидам поблиску до сонот од моето детство. Одлично. Дали досега нешто сама си дизајнирала, бидејќи еве и практично тоа го правиш каде одиш на обука? Да, имам цртано, на пракса примери заработуваме некои предмети за облекување и сето тоа е многу интересно и забавно за работа. По твое видување, има ли потреба од модни дизајнери во Македонија? Бидејќи се некако зборуваме за индустријско производство или за облека што доаѓа од странство, но има наши дизајнери македонски познати. Имаш ли некои идоли кои што сметаш дека еве ќе одиш по нивните чекори од Македонија? Сакам да кажам дека имавме прилика да ја запознаеме модната креаторка Ирина Тошева. Исто така преку проект или работилница која ни беше овозможена од нашето училиште. Имавме за задача да најпрво да дизајнираме наш модел, потоа да го изработиме и на крај имавме модна ревија со нашите модели во Кавадарци. Одлично. Сигурно освоивте и некои награди, не се сомњавам. Или немаше надпреварувачки карактер? Не, немаше. Ревијален карактер, значи. Одлично. Каде се гледаш по завршувањето на образованието? Дали би продолжила на факултет или пак едноставно ќе бараш начин сама оно што си го научила и да почнеш да го правиш како свој бизнис или за нечија? Јас во иднина се гледам како успешен дигитален 3D дизајнер, односно фриленсер, кој со љубов и задоволство ја работи својата работа. Одлично. Професорке, учениците навистина со љубов мора да учат и да го практикуваат она што вие им го налагате низ предметите, наставата теоретска и практична. Кажете ми искрено, колку интерес има за оваа струка, со оглед на тоа што
Прилепскиот дел од Пелагонија навистина има текстилни фабрики на кои што им се потребни работници, но од друга страна навистина во македонскиот простор, во македонската трговија за текстил пак да говориме, потребни се и модни дизајнери. Од суштествено значење сигурно е соработката со компаниите. Предпоставувам дека на таков начин не веќе ги поттикнеме младите да својата перспектива ја гледаат токму во овој сектор. Има ли иднина овој сектор кај нас во Прилеп? Јас мислам дека има многу голема иднина, бидејќи учениците кои што се запишуваат во оваа дуална паралелка. Битно е да нагласиме дека учениците добиваат 3500 денари стипендија месечно 9 месеци во годината. И битно и значајно е дека учениците имаат можност со тие компании кои што соработуваме да по завршувањето на нивното образование да се вработат во тие компании со сите вештини кои што ги стекнале. Меѓутоа, истекнатите вештини кои што ги имаат учениците од тие компании можат да ги употребат за отворање на самостоен бизнис. Како што спомна ученичката, нашиот акцент не се клава само на компаниите. Стварно се битни за стекнување на вештините на учениците. Меѓутоа, ние соработуваме со модни креатори за да го доближиме дизајнерското производство на учениците. Кај нас имаме и компании кои што имаат дизајнерско производство како конфекцијата Хатра и познатиот бренд Тила, детскиот бренд, кои што сами го дизајнираат. Така да учениците го опфаќаат во нивното образование, се запознати со сите сегменти кои што ги нуди секторот за текстил мода, текстил кожа и слични производи. Учениците исто така стекнуваат различни вештини од предприемачки дух, затоа што предприемништвото кај младите исто така е битно. Различни организацијски и менаџерски способности да стекнат. Исто така би спомнала дека учениците учествуваат во најразлични проекти. Тоа ми беше следното прашање. Да, сите овие сегменти се многу битни за учениците да одлучат дали ќе останат во компанија да работат или ќе ги искористат сите можности кои што му се пружаат понатаму за да се запишат на техничките факултети, факултетите за моден дизајн, имаме академии за моден дизајн, имаме различни обуки за моден дизајн, и да напредуваат и исто така да отворат свој собствен бизнис со дизајнерско производство. Да, на крајот да напоменеме за проектите. Да, за Еразмус плюс би сакала баш да зборнеме. Нашето училиште реализира голем број на Еразмус плюс проекти во кои што се вклучени сите струки и сите профили. Од нашата струка најчесто проектите се поврзани со запознавање на современата технологија на производството на облека и исто така и дизајнерското производство. Меѓутоа, не само од Еразмус плюс, значи ние реализираме проекти во сите сегменти. Завршивме еден проект во соработка со Заводот и музеј Прилеп за Мариовските народни носи овде и сега, каде што учениците ја изразуваат својата креативност и иновативност преку различни начини и различни активности. Моментално работиме на еден проект кој што е во организација на продукцијата Божиловиќ во тим со ателието М, производство на венчаници, свечена облека, секаков вид текстилни материјали, Мирјана Ванчева, бидејќи тој проект е линк помеѓу образованието и бизнис секторот. Покровители се продукцијата Божиловиќ, текстилната струка од Таки Даскал од Битола, бидејќи соработуваме со сите текстилни училишта низ нашата држава, и Младинскиот културен центар во Битола, кој што ќе завршната активност од проектот е на 10 јуни во 20 часот со модна ревија во Офицерскиот дом во Битола, и преку таквите настани сакаме да ја промовираме и афирмираме модата, соработката на бизнис секторот без разлика дали се самостојни
бизниси или се компании, поддршката кон средното стручно образование, поддршката за предприемништво на младите, а исто така и за валоризирање на наши домашни брендови. Одлично. Одлично. Едноставно кај јавниот сектор да ги рушиме сите предрасуди кои што ги имаат кон оваа струка и дискриминација кон нашата струка, професорите, учениците, затоа што модата е уметност. Точно. И изработката на облека исто така е уметност. Изработка на облека не е оператор за шиење на машина. Изработка на облека е многу повеќе од еднофазно шиење. Јас се надевам дека учениците тоа го знаат и дека научиле веќе трета година, сигурно ги знае сите овие сегменти и сигурно веќе се насочува каде би отишла, во која насока во однос на својата професионална доопразба. Сега, она што сакам да прашам е, што би им порачала на 9 одделенците, оние кои што сега бираат во кој профил, во која струка да се насочат, бидејќи еве се ближат и уписите, првото пријавување 20-21 јуни. Што е пресудно за да се одлучат токму за оваа струка? Треба ли некакви предиспозиции? Би му препорачала, ако имаат истата жилба што имав и јас и истата заинтересираност, дека ова е вистинскиот смер што ќе ги насочи кон светот на модата. Да, иако се креативни пред се. Точно. Сигурно. Јас ви благодарам, може би имате уште Средното нешто. образование е основа во секоја професија. Со стекнувањето на основните вештини, учениците понатаму можат да продолжат и да се наобразуваат. Значајно е, сакав да спомнам, бидејќи во овој сектор моментално имаме доста голема популаризација на дигиталното конструирање и моделирање на облека, учениците можат да бидат 3D, дигитални 3D дизајнери на облек. Со оглед на програмите што ги користат и мора да ги знаат. Да, тие се посебни софтвери и се многу примамливи и за учениците, меѓутоа и понатаму секторот за текстил, кожа и слични производи ќе ги следи трендовите на технологијата. Ви благодарам и се надевам за она што ќе следи, а тоа се уписите, ќе добијаме и подетални информации и не само за уписите, туку и во однос на се она како успех што го постигнувате, затоа што кажавте навистина многу активности и соработка со сите сектори. Многу е важно тоа да се напомене, заради тоа што училиштето не е само училиште за теоретски знаења, туку и за практични, но и соработка со различни институции, компании, луѓе кои што носат нови информации и успех и развој. Во светот на модата. Да, во светот на модата, тоа е најважно. Секторот за текстил, кожа и слични производи, да напоменам уште еднаш, 2 квалификации, техничар за изработка на облека, техничар за моделирање на облека. Имаме 2 уписни рока, првото пријавување е 20 и 21 јуни, второто пријавување е 27 и 28 јуни. Се извинувам. Битно е да се нагласи дека пријавувањето и уписот и оваа година ќе биде електронски. Во нашето училиште имаме тим за упис. Учениците кои што или родителите кои што не можат да се снајдат во тоа електронско пријавување, ние сме секогаш тука да му помогнеме, можат да се обратат во просториите на училиштето, а исто така доколку се двоумат во која струка или сектор да го запишат своето дете, ние сме отворени за разговор и соработка и да му ги презентираме сите можности кои што ги нудат нашите се извинувам струки во училиштето. Би ги повикала сите 9 одделенци кои што имаат талент за креирање, дизајнирање, кои што се љубители на модата, да се запишат во нашата струка, бидејќи нашата струка е врата во светот на модата. Токму така. Ви благодарам за учеството во оваа програма. Ние секако ќе ве посетиме до уписите и за време на уписите ќе се запознаеме колкава е заинтересираноста. Јас верувам, бидејќи имате вакви ученици и вакви професори, дека за оваа струка ќе има голем интерес. Благодарам многу. Ви благодарам на поканата.
Има песни во кои се пее за срце што боли. Не сум од тие што пијат и кршат до зори. Влюбен сум, признавам, ретко сонувам, цела ног со неа сум. Не се плашам од ништо, имам желби ко сите, а права ми некоја грешка. Можам да одам по жица, да честам за смешка. Таков сум, верувам, лошо не мислам, секој си постава прав. Ко Божи знак, за да не никој сам. Овој ритам е як, а нота е пагладна, супер весел. И звезда за нас падна, заигра прв. И нозе се баш лести, ритам по крв. И душа за 100 песни. За нас секој може да каже, да лаже и се што да мисли. Малку се тие што знаат да останат исти. Влюбен сум, признавам, не се преправам, цела ног со неа сум. Лудо срце ми игра, имам желби ко сите, а права ми некоја грешка. Можам да одам по жица, да честам за смешка. Таков сум, верувам, лошо не мислам, секој си постава прав. Ко Божи знак, за да не никој сам. Овој ритам е як, а нота е пагладна, супер весел. И звезда за нас падна, заигра прв. И нозе се баш лести, ритам по крв. И душа за 100 песни. Овој ритам е як, а нота е пагладна, супер весел. И звезда за нас падна, заигра прв. И нозе се баш лести, ритам по крв. И душа за 100 песни. Секоја недела цела, слушајте Радио Пела. Секоја недела цела, слушајте Радио Пела. Сапай, быстро воду.
96,8 FM. Radio Bela. Zapej, bistra vodo, izmi duša vleči kamen. Zapej ptico i ponesi, pesna nova maka stara. Igraj oro, krši snaga, oj ti mome milo drago. Pušti kosi, veter dagi nosi. Krši snaga, oj ti mome milo drago. Pušti kosi, veter dagi nosi. Секоја недела цела слушајте Radio Bela. Пелагонија на Бланка. Бела радио. Секој ден за мене ти прашуваш, злато моје, ти се влюбуваш. Колку да ти изгледа та игра привлечна, премногу е опасна. Твоите нежни години, твоите уште нељубени, ти ги даваш за моите очи лажливи. Ајде душо размисли, може лесно да погрешиш. Јас сум ветар што ви да могу разделби. Срце ке ти украдам, соза ке ти разбудам, кога утре без поздрав ке си отидам. Ти си цвет што сонува, само капка романтика. Јас сум роден да лажам преку песната. Срце ке ти украдам, соза ке ти разбудам, кога утре без поздрав ке си отидам. Ти си цвет што сонува, само капка романтика. Јас сум роден да лажам преку песната. Вреди ли на странец да веруваш? Не е злато се што блеснува, што ке ти душава и од куфер попразна, скарана со љубовта. Твоите нежни години, твоите уште нељубени, ти ги даваш за моите очи лажливи. Ајде душо размисли, може лесно да погрешиш. Јас сум ветар што ви да могу разделби. Срце ке ти украдам, соза ке ти разбудам, кога утре без поздрав ке си отидам. Ти си цвет што сонува, само капка романтика. Јас сум роден да лажам преку песната. Срце ке ти украдам, соза ке ти разбудам, кога утре без поздрав ке си отидам. Ти си цвет што сонува, само капка романтика. Јас сум роден да лажам преку песната. Јас сум роден да лажам преку песната. Јас сум роден да лажам преку песната.
Let's go. This is your radio, your station. Секогаш го имаме најдобриот музички избор. Радио Пела. This station is now the ultimate power in the universe. Радио Пела. Мотото на Средното општинско училиште Ѓорче Петров Прилеп е денес ученик, утре стручњак. Ќе се увериме во тоа и во следниот разговор, бидејќи со нас се представници од секторот за лични услуги, и тоа техничар за козметичка нега и убавина и фризер, а во студиото тука со нас се Ивана Стојчевска Димеска, професорка по стручни предмети за лични услуги, Надица Бошевска, техничар по козметичка нега и убавина, 3-та година, и Елеонора Јордановска од 1-ва година, фризерка. Супер. Многу убаво, многу ми е мило што сте тука. И благодариме на поканата и нас ни е мило што ќе имаме можност да кажеме што се нуди нашето училиште во поглед на овие струки. Јас вака велам, дека на секој му треба личен адвокат, личен фризер и матична продавница од каде што може да пазари. Така. Исто така и матичен лекар и матичен стоматолог. Така е. Многу е добро кога се знае дека козметичарот е од доверба, фризерот е од доверба и знае што прави со косата, или пак козметичарот знае што прави со лицето така или е. со телото. Точно така. Тоа значи дека мора да бидат подготвени учениците кои што учат во вашето училиште. Овие струки се навистина ценети и признати и многу барани. Така. Кажете ми во однос на запишувањето во оваа струка, бидејќи има и 3-годишно и 4-годишно образование, што значи тоа? Добро. И кои се предностите на овие две струки? Добро. Значи, струката лични услуги опфаќа два профили, техничар за козметичка нега и убавина, која што се изучува во 4 години, и фризер, која што се изучува во период од 3 години, и со сам тоа исто така може фризерите понатаму да продолжат да го дополнат своето образование и да се стекнат со диплома и од техничар за козметичка нега и убавина. Има таква можност исто така. Значи може да има две Да, практични може да. Сега во поглед на профилот техничар за козметичка нега и убавина, значи учениците се стекнуваат со теоретска настава во поглед на нега на тело, лице, значи изучуваат како да проценат каков тип на кожа има една личност, како треба да се негува кожата, кои се болестите на кожата, како да се третираат некои од нив, што можат остратите нели на дерматовенеролог ќе се испратат, нели, значи сам пропратно да не проширувам. Исто така тие изучуваат за козметички препарати за нега на лице и тело. Изучуваат во сите овие 4 години, да речем, во поглед на овие полиња. Исто така изучуваат третмани за слабење, за нега, значи во тој дел на телото. Одат на практична настава и во училиштето, а исто така и во козметички салони. Исто така и во периодот на летниот распуст тие се усовршуваат, одат на задолжителна пракса во козметички салони во родното место, бидејќи имаме ученици и од други градови и населени места. И така се стекнуваат со знаења, тие се стварно ентузијасти, многу сакаат да учат, се запишале со цел на овие струки и сакаат да се усовршуваат, читаат, прават проекти, и така се стварно и добиваат пофални зборови и од козметичките салони каде што одат, а исто така ги гледаме и ние професорите како напредуваат, да. И што спомнавте, стварно, значи овие струки не треба да се потценуваат, точно така, бидејќи сите на некој начин се потребни на секој човек. Оди секој човек на фризер, оди во козметички салон за услугите, значи што се нудат, значи депилација, третмани на лице, микродермоабразија, третмани за слабење, масажа и така натаму. И тие за сите тие мислам
се обучени и се стекнуваат со знаења со што можат слободно да работат после образованието со дипломата што ја добиваат од училиштето. За време на отворениот ден, кога ние бевме присутни и кога правевме репортажа, вашата струка беше најрасположена. Да, и тоа весели ми се, остави да, многу се убав весели. печаток. Да. Предпоставувам заради тоа што секогаш се работи за нешто убаво, бидејќи и струките ви се такви, Така, релаксирано. разбавување, нега, убавина и така натаму. Јас Да. сега би сакала со ученичките да поразговарам. Кажи ми, во кои козметички салони одиш или пак фризерски салони одиш на пракса, колку си задоволна од она што го имаш научено досега како можност да се надоградуваш на овој професионален план? И зошто ја избра оваа струка? За почеток оваа струка е избрав затоа што навистина имав голема жилба да научам нешто плюс, затоа што нашето училиште нуди поширок спектар и повеќе кадри на образование. Го посетувам козметичкото студио Галакси, што се наоѓа во зграда Македонија и навистина морам да признам дека сум многу задоволна и од козметичарката што таму не учи и на некој начин се труди целото свое знаење да ни го предаде и на нас. Со тоа што заедно работиме ни дава на некој начин можност да пробаме одредени козметички третмани секако со согласност на тие што доаѓаат, односно на клиентите. Бидејќи се работи за нега и убавина, нега на тело, на лице, треба одредени познавања за кожата, состојбата на кожата и така натаму. Предпоставувам дека учите и предмети од медицинарите. Тешко ли е да се изучува теоретски ова или пак не представува никаков проблем бидејќи тоа е она што го сакаш како професија? Не представува проблем, секако од една страна затоа што тоа го сакам и ме привлекува, од друга страна и професорите се така настроени што целото свое знаење сакаат да го предадат на учениците. Одлично. Каде се гледаш себе си по завршување на 4 годишното образование? По завршување се гледам како еден козметичар, секако. Со собствен дуќа? Да. Одлично. Сега, ти си прва година. Да. Твоето искуство од практичните знаења и теоријата во училиштето се малку помали. Така, меѓутоа, затоа и ќе започнеме во однос на тоа што беше пресудно за да се запишеш за фризерка, што те поттикна, дали се гледаш во иднина како фризерка со собствен дуќан или пак би работела на друго место или пак странство, бидејќи денеска тоа е атрактивно. Па уште како мала имав желба да станам фризерка, затоа сакав да се запишам таму. Во иднина се гледам како добра фризерка, онака Да, модерна. Модерна. Не знам. Каде одиш на пракса и каква е соработката и со учениците кои што се од слична струка како твојата? Не размислуваш ли, например, да одиш за козметичар, да завршиш па со 2 струки, да бидеш со 2 дипломи? Јас дека се уште со прва година, ова лето, мислам, во оваа година имавме практична настава во фризерскиот салон, кој се наоѓа во нашето училиште, а летово треба да одиме на феријална пракса во фризерски салони. Јас ќе одам во фризерскиот салон Beauty Пикатија, кој се наоѓа кај гадната во Прилеп. да. И сакам после завршувањето на третата година, сакам да се запишам во козметичката струка и да го продолжам моето образование. Да, и да биде комбинирано, Да, комбиниран салон. да, и да добијам 2 стручни дипломи. Одлично. Професорке, би разговарале околу уписите, околу можноста учениците кои што се заинтересирани да дојдат да се запишат, што е потребно да се знае во однос на предиспозициите што ги имаат учениците, освен желбата, но и одредени знаења, но и поени се разбира, за да можат да се запишат на овие 2 струки. Така, и во поглед на струката техничар за козметичка нега и убавина се потребни 45 поени, а за профилот фризер 30 поени. Уписите ќе бидат значи 20 21 јуни и 27 28 јуни. И се надеваме дека ќе има интерес, како и секоја година, да, стварно има интерес од учениците. Каква е соработката со другите средни училишта или
оние училишта кои ги имаат овие струки, бидејќи во претходниот разговор разбравме дека како училиште навистина вие сте активни во различни сектори, соработка со институции, соработка со невладини организации, но исто така сте биле дел и од Erasmus Plus програм. Да, се соработува со училиштата во Битола. Исто така и Даскало има соработка и исто така одат на Еразмус од профилот фризер во втора година. Да. И трета година биле во Италија и така се едуцираат за нега на коса, за обликување на коса, мислам нели сите тие, значи фенирање, фризури, стрижење, фарбање и сите облици што нели има сега нови омбре стил, пак сите тие стилови ги изучуваат и таму на Еразмус програмите со обучени стручни лица за таа професија и така. Се задоволни, се дружат исто така со ученици, ги прошируваат своите знаења, ќе се прошетаат и искуство ќе си соберат. Она што ме интересира е во однос на таа напредна технологија и техника, бидејќи мора да се следат тие чекори, колку училиштето кај вас ги следи тие трендови, бидејќи во сите сектори веќе има напредок и на некој начин мора да се следат тие дигитални технологии за да може да се оди напред. Колку во овие две струки се применува такво нешто? Така, и па се следат светските трендови, точно да. Се ново што се појавува на тие полиња и се применуваат, значи во поглед за практичната настава на училиште, а тоа што мислам не може во училиштето, во козметичките салони каде што одат на пракса, а исто така се гледа и на Еразмус програмите тоа да го видат учениците, да го научат, да го практикуваат, да го испраксираат и да бидат спремни. Да. За да можат да работат, да. И да ги прошират своите знаења, а исто така прават и проекти, да бараат нели на интернет информации, па нешто литература, видеа и да направат некој проект и да го научат сето тоа што го виделе, пробале и сето тоа. Јас двете ќе ви запрашам сега едно многу тешко прашање. Зошто би се запишале 9 одделенците на струка козметичар или на струка фризер? Зошто? Па, 9 одделенците прво ги покануваме сакако да го изберат нашето училиште. Првата причина е заради тоа што училиштето нуди поширок спектар на образовни профили. Имаат поголема можност да одберат од профилите нормално кои нив ги привлекуваат и со од една страна тие ќе стекнат знаење и практична настава што во денешно време е повеќе битно за потоа да го продолжат своето образование сакаат. Кој е најтежок предмет за тебе во однос на досегашното 3-годишно искуство? Па искрено немам некој што ми е толку тежок. Доколку се сака, се може. Точно така, супер ученике. Каква е соработката со професорите? Одлично, морам да признаам дека многу добро соработуваме, се трудат целото, како што кажав, целото свое знаење да ни го пренесат нас и ние да се доусовршиме. Да, и комуницираме исто така на Facebook, Instagram за сите нејасноти што ги имаат, мислам секогаш сме отворени за соработка. Никој не е вратен или да чека или нешто да не се одговори. Така имаме добар однос, нема тука делење. Има почитување меѓу себе и сето тоа. Тоа е најважно. И мислам, онака на крај да сме сите задоволни. Како си ти задоволна и зошто би се запишале 9 одделенците во Ѓорче Петров? Јас сум презадоволна и од професорите и од се. Професорите се премногу добри, не се онака да не делат по пример по деца. Вера национална. Така, да. Сите се еднакви исти. И сакам да му препорачам на 9 одделенците доколку сакаат да се запишат во нашата струка, пред се да ја следат модата и да станат успешни фризери. Одлично. Што е најтешко за тебе? Да моделираш кратка коса, мислам да стрижеш кратка коса или пак да направиш фризура? Што е потешко за тебе? Па
Не е тешко ако се сака, ако со вежбање, со повеќе вежбање се стекнува повеќе знаење. Секој почеток е тежо. Јасно. Да, така е. Ама после Само трпение, цел да се има, тоа е најважно и Да. секој сон ќе се оствари. да. Тоа е најважно. На крајот уште еднаш ќе повториме, значи првиот уписен рок, односно првото пријавување е 20-21 јуни, второто е 27-28 јуни. Она што претходно разговаравме со професорката од другиот сектор беше дека вие како тим професори ќе бидете на припомош на родителите кои со своите деца ќе дојдат да се запишат, а не можат да испочитуваат електронски тоа да го направат. Верувам дека можеби и дел од учениците ќе бидат таму и тие ќе помагаат на некој начин. помагаат. Јас ви посакувам успех и почесто да се гледаме за сите информации и активности кои што ги има училиштето, бидејќи очигледно дека учениците што излегуваат како кадар од ова училиште овозможуваат напредок не само нивни личен, туку и на целата наша Точно заедница. така, што велат, денес ученик, утре сручњак, така е мотото и стварно се супер. Одлично. Благодарам професорке, ви благодарам и вам. Благодариме и вам. Ние продолжуваме со програмата на друга тема која што нема врска со уписите и образованието, но верувам дека ќе предизвика интерес за вас.